Почитувани граѓани, денес е 1 мај, денот кога работниците маршираат за своите права и маршираат за повисоки плати. На овој ден објавуваме нов скандал кој уште еднаш потврдува до која мера оваа власт е оттуѓена од народот и длабоко заглавена во елитизам, расипништво, расфрлајки се со народните пари. Во држава каде што работниците бројат денови до плата, министри од ВМРО ДПМН трошат десеттици илјади евра на јадење и пиење во луксузни ресторани. Почитувани граѓани, верувале или не, во првите 4 месеци од годинава оваа власт потрошила над 30.000 евра во скапи скопски ресторани. Гозби, ручеци и вечери плаќале речиси сите министри, а сметките се достапни на отворени финансии. И тие сметки, почитувани, се запрепастувачки. Одредени исплати се во вредности по 3.000 евра. Ова се податоци, почитувани, кои се јавно достапни и овие податоци ќе бидат дадени до медиумите. Почитувани министри, малку ли ви беа папајата, аспарагусот и екзотичните набавки од 35.000 евра? Дали тоа не беше доволно за владата да се најаде, па требаше уште толку да се потрошат и по ресторани? Секој месец оваа година, почнувајќи од јануари, владата трошела просечно по 10.000 евра од буџетот на кафеани, додека им објаснуваше на работниците дека, замислете, 400 евра се доволни за живот. Нема пари за плати, но зато има пари за гоштевање на министрите. Ова, почитувани, не е расипништво. Ова е буквално изживување. Ова не е власт на граѓаните, ова е елита што се изолирала од сопствениот народ. Главни кафанџи според овие сметки кои ги доставуваме до јавноста се Дон Тимчо Муцунски, Дон Филков, сите трошат како мафијаши во време кога имаме најниски плати во регионот. Замислете, дури министерот за култура Љутков бил Дон, кој не беше кадарен да исплати плати на вработените во културата, плаќа баснословни суми по кафеани. Културните работници да знаат дека додека тие немаа плати, барем министерот не бил гладен. ВМРО ДПМН, почитувани, денес не е партија на народот. Тоа е затворен круг на луѓе што уживаат додека народот се бори. Тие се изгубени во луксус, без чувство, без срам, без контакт со реалноста. Приватни авиони, скапи ручеци, набавки на папаја и манго, ова веќе ги поминува, почитувани, сите граници. Оваа власт е символ на елитизам, ароганција и тотално оттуѓување. Немаат врска со народот и немаат совест. И очигледно немаат намера ниту да запрат. Затоа на 1 мај порачуваме. СДСМ ќе продолжи да ја разобличува оваа власт, да ги брани граѓаните и работниците и секако да се бори за нивните права. Ви благодарам.